Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Потреба од молитва. Зошто треба да се молиш? Зошто треба да се молиме? Со молитвата допираш до Божиот престол. Но, вистинската молитва не е во смисла помирување со судбината, дека ништо не може да се промени со нашата молитва. Ниту пак е пасивно подредување. Туку таа е борбена и освојувачка пред Бог, или упорно барање и истрајување до целосно исполнување. Исто како Јаков што се бореше. Со што се бара промена во народот и постепено да се спроведе Божјата волја на подобар и поефективен начин во животот. Божите цели и крајната намера се непроменливи, но неговата непосредна волја е променлива. Затоа имаме докази во Библијата. Например, продолжување животот на Езекија за 15 години. Така што може да се влијае со молитва и да се менуваат нештата. Молитвата е сооднос син-татко и подразбира разговор или диалог во кој човекот предлага, моли, бара, а Бог одредува. Еве што е запишано во Пословици 16 глава 1 стих. Човекот го подготвува своето срце, но од Господ е одговорот на јазикот. Потоа во 16 глава 33 вели: Жрепката се фрла во скутот, но од Господ е секоја одлука. Таквите молитви често пати добиваат облици на прашања пред Бог. Например, Мојсеј прашува: Зошто, Господе, му нанесуваш штета на својот народ? Тоа е запишано во Излез, 5 глава, 22 стих. Потоа тој вели: Разбуди се. Зошто спиеш, Господе? Тоа го вели псалмистот. Бог сака да ги разбере неговите одлуки, но сепак ги разбираме само ако прашуваме и истражуваме. Бог сака својата намера во светот да ја реализира преку молитвите на своите деца. Бог ги знае сите наши барања и потреби, уште пред да го помолиме за нешто. Но, тој сака сите работи, сите нешта, да ги споделуваме со Него и да имаме заедничка соработка за да се исполнат нашите потреби и нашите барања. Има моменти кога треба да се покориме, но има моменти кога треба силно да се застапуваме во нашите молитви. Ова подредување не е пасивно препуштање на судбината, туку препуштање на нашите желби во рацете на живиот Бог, кој што тој треба да одговори на нив како сака и кога сака. Вистинската молитва не е исполнета само со барања, туку тоа вклучува и благодарност, признавање, обожување со песни или славење на Божјото име. Молитвите според некои теолози треба да се почнуваат и да завршуваат со обожување на Божјото име. Зашто во поинаква смисла би биле себични и усмерени само на потребите, без стравопочит кон Бог. Бог сака да ги чуе нашите благодарности кои произлегуваат од благодарните срца. Сака да ги слушне нашите признавања, нашите покаянија. Затоа треба да се има на ум, дека пред благодатниот престол не доаѓаме во нашето име, туку во името на Исус Христос, нашиот посредник, застапник, така што секоја молитва треба да биде во името на Исус Христос, а не во нашето синовско право, зашто тоа посвојување што го имаме и да бидеме синови ни е дадено преку Исус Христос. Многу луѓе размислувале што е молитвата. Например, Молтман смета дека човекот не може да се моли на Бог, туку само во Бог и Божјиот дух. Некој друг вели и смета дека делотворната молитва треба да биде во облик на славење и размислување. А пак Тилих смета дека молитвата треба да биде само вдлабочување во битието, а не менување на Божјата волја со молитва.
Некои други сметаат дека молитвата треба да биде како еден вид искуство на воздигнување, за вклопување со бесконечното. Други преку молитвата сакаат да се запознаат самите себе на подобар и поефикасен начин или нов начин. Трети во молитвата бараат можност за некое внатрешно прочистување и освежување за мир и спокојство на душата. Но, вистинската молитва не е магична формула. Молитвата е средба со живиот Бог. Разговор со Него, при што Божиот Дух не оспособува за разговор. Тој се моли со нас или за нас со неискажливи воздишки, кога ние не сме во состојба да ги кажеме нашите потреби. Светиот Дух тогаш ни помага да се молиме според Божјата волја. Молитвата не е воздигнување од наша страна кон Бог, туку Божо спуштање кон нас, така што средбата се остварува на наше ниво. Исаија вели: "О, да ги раскинеш небесата и да слезеш, за да им го јавиш своето име." Тоа е запишено во Исаија 64 глава 1 стих. Со излевање на Неговиот Дух, ние ја согледуваме својата немоќ и незнаење и ја бараме Неговата милост и помош. Не треба во молитвата да имаме скриени желби за моќ над другите или за прикажување пред другите дека имаме посебен сооднос со Бог. Туку бараме искрена сила од Бог за да ја спознаеме Неговата мудрост и да им служиме на другите на подобар и поефективен начин, а тоа бара дополнителна сила. Молитвата со време траење добива неизбежен облик на формулирање на одредени потреби, без вистинско чувство за она за кое се молат христијаните. Но кога Светиот Дух го пробудува срцето, тоа вика кон Бог, како кога малото дете со сет глас плаче и бара она што му е потребно. Тогаш молитвата влегува во сферата на библиската и пророчката молитва и започнува вистински разговор со Бог. Не треба никогаш да се препушти ситуацијата на емоциите. Туку добро е црквата да има организиран облик во сите области на нејзината активност, па дури и во молитвата. Народот треба да го слави Божјото име и да го слуша Божјиот збор. Христијанската молитва пред се е интимна и отворена за другите да ја чујат. Интимна молитва е излевање на своето срце лично пред Бог, без некој да е присутен, освен ти и Бог. Отворена молитва пред другите е она молитва, каде што христијанинот се моли пред сите во црквата и ги изнесува општите барања за другите и за себе, доколку има барања или благодарности. Но има и таква молитва која може да се чита пред заедницата од страна на проповедникот или заедно со верниците. Таа молитва која е напишана искрено пред Бог, за да се прецизираат пред Бог барањата и потребите, може да се смести во облик на молитва која Бог може да ја чуе, но само ако е израз на срцето, а не на устата. Но обично таквите молитви се претвораат и се традиционални. Иако често се повторуваат, добиваат друга димензија, односно приглушување на духот. Но вистинската, најдобрата молитва е разумно излевање на срцето пред Бог и молитва во заедништво со Духот Свети. А вие, возлюбени, пишува апостол Јуда, изградувајте се себе си во вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Духот ги знае нашите потреби и како да го прослави Бог. И кога верникот е препуштен на Светиот Дух, ќе знае да се моли на духовен начин, а не на телесен. Молитвата е како дишењето. Ако престанеш да се молиш, остануваш без дишење. Затоа на крајот ќе се помолам со овие зборови. О Господе Боже, Татко на небото, Бог и Господар на вечноста, Ти си наш Создател.
Sediš na prestolот i vладееш. Нема кој да ти противречи и да ја спречи твојата волја. Облечен си во слава и достоинство, и сите небесни војски ти се поклонуваат. Земните жители отпаднаа од тебе, станаа непријатели твои, но твојата љубов беше голема, го возлюби секое грешно битие, го испрати твојот син на оваа земја, стана човек, Исус, сличен на луѓето, и на крст умре со најсрамна смрт. Таа заменска жртва е наше вечно спасение и наше помирување со тебе, избавени од вечна смрт, и никој не беше достоен за слава. Ти ни даде почит и достоинство, да бидеме наследници на твоето вечно царство. Човештвото скита безцелно, бара мир и љубов без тебе, измислуваат свој патишта туги за тебе. Твојата црква, откупена преку твојата крв, о Господе, го навестува Евангелието за спасение на народите, кои се далеку од тебе, живеејќи во безнадежност. Татко небесен, како твој народ определен за твоја слава, послушај ги нашите молитви и спаси ги тие за кои се молиме. Послушај ја секоја молитва на твоите синови и дај им покаяние на сите кои го слушаат Евангелието. Дојди и живеј во срцата на мнозина преку Светиот Дух, да ги видиме плодовите на твојата љубов и да се радуваме на сите тие кои се одвраќаат од злото. Остани со нас и води не, Господе, според твојата милост, и не дај твојот народ, твоите деца, да бидат злоставувани и прогонувани. Испрати му небесна сила на твојот народ, за да го изоди патот, кој си го определил за него. На тебе, Господе Исусе, нека е слава во сите векови. Амин.